Добар ден. Хистеријата која завладува со вирусот COVID-19 по се изгледа ќе потрае далеку подолгу отколку што очекувавме, а нејзините негативни ефекти врз економијата ќе се чувствуваат со години. Така предвидуваат економските експерти. Повеќето автомобилски фабрики, но и нивни добавувачи се на принуден одмор, а домино ефектот се чувствува во сите сфери. Откако саемите во Њујорк, а веднаш по него и Детройт ги откажаа своите закажани датуми на одржување, слична вест ни дојде и од Париз, каде саемот за автомобили кои со децении се одржува кон крајот на септември или почетокот на октомври, најави дека поради коронавирусот ќе се одржи во многу помало издание и се бара адекватна локација, бидејќи досегашната изложбениот простор на Порт Версај е преголема за најавениот број на изложувачи. Дали е ова увертира во уште едно одгажување ќе видиме наскоро. Сепак имаме и добри вести кои ќе доминираат во денешното издание. Ќе ве запознаеме со новиот истражувачки центар на Hyundai и Kia, новите генерации на Sorento и Elantra, Volkswagen изненадување за престојното лето доаѓа со кабриолет изданието на кросоверот T-Roc, а за крај го имаме тестот на Peugeot 208. Добре дојдовте во новото наше издание. Мислевме дека нема доволен пазарен простор за вакво нешто, но Volkswagen за 9 секунди не демантираше. Наведената бројка не е случајна, бидејќи точно толку треба отворената верзија на T-Roc да се пресоблече во летно издание. Освен платнениот покрив, дизајнерски однадвор не се разликува од стандардната изведба, а внатре измените се мали. Вистинските корекции се во механиката. Каросеријата е структурно засилена заради што меѓуоскиното растојание и должината се поголеми за неколку сантиметри. За целосна безбедност, заштитните роловери во случај на превртување автоматски се излекуваат зад задните седишта во дел од секундата. Опременоста му е подобрена, а купувачите ќе може да бираат помеѓу два бензински агрегати со 115 или 150 конски сили. Првиот е достапен само со мануелен 6-степен менувач, а вториот по желба и со 7-степен DSG. Капацитетот на багажникот е ниски 280 литри, а цената во Германија високи 27.500 евра. Со вложување на 13 милиони долари, Kia и Hyundai направија супермодерен дизајнерски центар. Новиот систем со помош на виртуелната реалност ќе овозможи за 20% побрз развој и за 15% пониски трошоци. Покрај тоа се очекува новите виртуелни технологии да ја зголемат конкурентноста и да бидат извор на нови постојани вложувања во истражувачките капацитети на корејските производители. Технологијата користи неколку апликации кои им овозможуваат на тимовите дизајнери и инженери да спроведуваат меѓусебна проверка на квалитетот на сработеното и на самиот процес на развој. Тоа за разлика од порано се врши со 3D моделирање, овозможувајќи 100% точност. Шефот на оделението Алберт Бирман изјави дека процесот на виртуелен развој е неопходен за побрза реакција и одговор на потребите на купувачите, но и за промена на инертноста која владее во автомобилската индустрија. Во овој центар истовремено може да работат 20 корисници кои со помош на специјални очила практично влегуваат во самите апликации и ги креираат возилата. Нивните движења ги следат 36 сензори кои овозможуваат секој прецизно да учествува во работата со максимална меѓусебна соработка и ускладеност. Како резултат на тоа, сите во реално време може да видат испоредот мноштво дизајнерски концепти на начини кои порано физички беа невозможни. Системот ги стимулира натрешните и надворешните елементи на возилото, осветлувањето, боите и материјалите, па дури и околината. Постои можност за негово далечинско поврзување со слично опремени центри, со што во самиот процес креативно може да се вклучат и дизајнери кои во моментот се наоѓаат на други континенти. Значајно е и тоа што овој систем има огромен потенцијал за развој на безбедносни технологии, бидејќи инженерите можат да изведат тестирање на возила во различни
симулирани ситуации. Планот за иднината на корејските производители е да ја имплементираат оваа технологија и на монтажните ленти. Точно пред половина век Land Rover започна да создава една легенда. Британската компанија 3 години пред тоа увиде прилика за лансирање на модел каков светот не можеше ни да замисли. Прототипите беа направени на основа на постоечкиот Land Rover, од кој ги наследија неприкосновените возни својства. Но се друго требаше да биде поинаку, со цел да се промени сваќањето за теренците како работни машини. Го доби името Range Rover и го трасираше патот на луксузот во овој тип возила. Иницијално беше на располагање со само 2 врати и 3,5 литарски алуминиумски 2.8 мотор со 130 конски сили. Имаше класична шасија, постојан погон на сите тркала и 4-степен мануелен менувач без редуктор. И на асфалт се однесуваше одлично, што заедно со надмениот дизајн го направи икона на британското благородништво. Тоа беше доволно и покрај високата цена успехот да му биде загарантиран. После 11 години се појави верзијата со 4 врати, а во 1982 доби и автоматски менувач. Серијата технички иновации ја продолжи дизел изведбата со 112 конски сили, која верувале или не, тогаш беше најбрзиот дизел теренец во светот. Првата генерација на Range Rover остана во производството цели 26 години и од неа беа направени 317.615 примероци. What the future holds. Waiting for the stars to align. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Некои тоа ќе го препишат на гревовите од минатото, но новата Елантра всушност е одговор на предизвиците на иднината. Формулата што е употреби Hyundai за нејзиниот дизајн не е непозната, но досега беше користена само кај поскапите возила. Корејците се први кои се осмелија да ја применат во овој традиционално конзервативно настроен сегмент. Можеби и заради тоа како локација на незината премиера беше избран Холивуд како место каде владее неконвенционалното.
Кога ја гледаме Hyundai Elantra, гледаме автомобил со дизајн кога неговите креатори го опишуваат како параметрички динамичен. Со обични зборови кажано, каросеријата изгледа како надвисната над подвозјето кое за оваа генерација е сосема ново. Во однос на досегашната Elantra, новиот модел е подолг, поширок и понизок, а има и поголемо меѓуоскино растојание. Тоа само по себе предизвикува емотивни реакции од низиниот карактеристичен стајлинг, за кој скоро сите ќе кажат дека е далеку од тоа што беше и изгледа како обид да се истакне од мноштвото други вакви лимузини. Ако навистина е така, тогаш мора да признаеме дека успеале со провокацијата, без разлика дали ни се допаѓа или не. На широко развлечената предница на прв момент ништо не се забележува, а на втор едва и ќе ги видите мигавците и дневните лед светла. Тие се интегрирани во аголните фарови, кои како продолжение на маската се растегнати на страниците на ниско спуштената хауба. Сето ова е само увод во долгата силуета со различни линии, за кои некој може да каже и дека се елегантни, а таму искршените површини визуелно се надградени со нешто повисокиот покрив, кој со своите црни инсерти динамично завршува со интегриран заден спойлер и карактеристични светла на опашката. Сваќајќи дека можеби отишле прерадикално дизајнерите на Elantra, ја смирија незината внатрешност на прифатливо ниво, кое сега заради новите линии делува сосема модерно, посебно управувачот за кој се крие дигиталната инструмент табла. Секако унапредени се и инфозабавниот систем, а материјалите се поквалитетни. Опремата е надградена со нови безбедносни системи, меѓу кои и оние за задржување на лентата на возењето, автоматското запирање во итни случаи и надгледувањето на мртвите агли. Но адаптибилниот темпомат сепак остана опција. Амбиенталното осветлување дава 64 бои на располагање, а безжичното полнење на телефоните и дигиталниот клуч со кој може да се влезе во Elantra само со мобилен телефон го затвораат кругот на подрастичните отстапувања од досегашниот курс на Hyundai. Дотолку што сега со гласовни команди може да се регулираат клима уредот и греењето на седиштата. На американскиот пазар новата Elantra ќе се нуди со дволитарски бензинец со 147 коњски сили, спарен со интелигентна континуирана трансмисија. Како алтернатива ќе се добива и со хибриден 1,6 литарски мотор со комбинирани 139 коњи и 6 степен менувач со двојна спојка. За подоцна се споменуваат една плагин и друга 1,2 литарска турбо варијанта, но за нив засега е премногу рано да се зборува. Производството ќе започне оваа есен во Јужна Кореја, а веднаш потоа и во фабриката на Hyundai во Алабама во Соединетите Американски држави. Првата генерација на Elantra се појави пред точно 30 години, а Hyundai досега има продадено скоро 14 милиони примероци од овој модел. Требаше да настапи во Женева, но од оправдани причини не можеше. Затоа Kia го представи својот најпрестижен кросовер во Европа преку интернет. Мораме да кажеме малку невешто. Сепак, јасно е забележлива тенденцијата да се сврти вниманието и на европската публика. Имено, за Соренто во Америка годишно се определуваат по 100.000 купувачи, а на стариот континент едва и 10 пати помалку. Тоа беше јасен сигнал дека треба нешто да се направи моделот да се прилагоди и на европските возачи, што е сторено со новиот дизајнерски пристап. За да се допадне на купувачите од најпробирливиот пазар на светот, дизајнот на новиот Соренто е малку подсмирен во однос на се останатото, барем однапред гледано. Иако четвртата генерација на овој за нас голем кросовер значително се разликува од досегашните, се забележува поскромното влијание на тигрестата маска и предните светла. Со познатата динамика која тие ја даваат, вешто се искомбинирани естетиката и рафинираноста, кои заедно со елеганцијата која отсуствува се вистински критериуми на европските купувачи. Бочната силуета открива пораст на димензиите и мала корекција на пропорциите, а задниот крај дизајнерски е поврзан со наградуваниот Telluride.
Иако тоа воопшто нема да им се допадне на европските купувачи, сепак со своите остри линии оставаат моќен впечаток. Од наша перспектива гледано, корекциите во кабината може да се оквалификуваат како драматични. Дигиталниот кокпит доминира, а го надополнува големиот екран на инфозабавниот систем. Се добива впечаток и дека квалитетот на изработката е повисок, иако и досега немаше замерки на него. Затоа пак сосема е јасно дека зголеменото растојание меѓу оските ќе донесе повеќе простор за ситне патници, со што новиот Sorento ќе стане покомфорен. За него засега се познати само европските спецификации, кои предвидуваат основниот мотор да биде 2,2 литарскиот дизел со 201 конјска сила, во комбинација со новиот 8-степен менувач со двојна спојка. Интересен за некои ќе биде и хибридот, погонуван од 1,6 литарски турбобензинец и електромотор од 44 киловати, кои работат синхронизирано. Максимумот што го остваруваат е 230 коњи, а менувачот е автоматски со 6 степени. За Америка се споменува посилен хибрид со 2,5 литарски бензинец со 277 конјски сили, но тој тешко дека ќе дојде и кај нас. На опремата не треба да трошиме зборови, бидејќи кога Kia е во прашање се е јасно. Дилемата е само што купувачот ќе избере и колку ќе биде подготвен да плати. А тоа за жал во моментов не е познато. Цените не се објавени, иако е испланирано продажбата на новиот Sorento да започне за некој месец. Тој, како и сите други модели на Kia во Европа, ќе има 7 годишна гаранција, а ќе се произведува во Јужна Кореја. Тетовирањето е стар племенски обичај на обележување на припадниците и застрашување на противниците кои потекнува од Нов Зеланд. Со тек на времето, овој исцртување на кожата поприма масовност и станува нов вид на уметност. Токму поради тоа, најмалиот кросовер на Lexus беше подвргнат на таков третман. Во Јапонија, обично, оваа уметност е популарна кај припадниците на кланот Јакузи, кои го тетовираат целото тело. А како изгледа каросеријата во овој манир на Lexus UX, погледнете самите. Размислувајќи неконвенционално, Lexus тетовираше автомобил. Задачата за да го оствари ова единствено уметничко дело и припадна на водечката лондонска уметничка за тетовирање Клаудија де Сабе. Користејќи специјална дупчалка наместо фина игла, таа на белиот автомобил од моделот UX нацрта во одушевувачка слика на посебен вид јапонски краб, кој како мотив е познат од нивната традиционална уметност и е символ на добрата среќа и упорноста. Иако за прв пат работи на метал, а не на човечка кожа, таа покажа голема вештина во техниката. Работејќи со исклучителна прецизност, откако го симна површинскиот слој директно го обработи металот под него. За основата се користени 5 литри висока квалитетна автомобилска боја, а деталите се истакнати со листови злато кои им дадоа уникатен тридимензионален ефект. На крај сето тоа е покриено со слој заштитен лак. За целиот процес и требаа 6 месеци работа. Оваа интерпретација на компактниот кросовер на Lexus нема цена, а хонорарот на Клаудија изнесуваше 120.000 фунти. Добар ден. Како што најавивме, денеска го имаме на тест Peugeot 208, еден од најубавите и најскулптурални автомобили кои се појавија во 2019 година. Но тој со неговото појавување на пазарот секако дека ќе ја продолжи успешната приказна на серијата 200. Па погледнете го само предниот дел, како да е дива ѕверка која сака да ве проголта. Така е конципирана целата предница, силно, мускулесто и импресивно. Оваа контура се продолжува и на задниот дел, каде што па имаме една сосема поинаква приказна. Приказна која ја продолжува онаа сторија која започна на предниот дел, но задниот дел делува сосема модерно, а има и класични цитати. Гепекот има сосема доволен капацитет да прими
работи кои ви се неопходни за еден подолг викенд или можеби за еден пократок одмор. Проблемот настанува кога треба да се влезе на задната клупа. Влегувањето барем за мене не е пријатно и би требал малце повеќе да вежбам влегување и излегување. Но, тука не застануваат проблемите на задната клупа. Главата ми удира во потпирачот, односно во облогата на покривот. Исто така, преблиску ми е главата до без столбот. Едноставно нема многу ни простор за колениците, што е според мене голем проблем кој го има 208-ката. Но за убавината велат дека се трпи. Сето она негативно што го доживеав на задната клупа се поништува кога ќе се седне на возачкото седиште. Со старт-стоп копчето го активирам моторот и веднаш се чувствува една нова димензија. Внатрешноста е убаво конципирана и убаво уредена. Гледајте само оваа скулптурална форма на централната конзола и на централниот гребен кои делуваат многу моќно. Тука се и прекинувачите кои се продолжување, односно еволуција од оние кои ги имавме во 3008-ката и така натаму. Но сиот простор е добар и извонредно ергономски. Замерка е што во задниот, односно во долниот дел, имате неквалитетна, односно груба пластика. Морам да се коригирам, не е ова неквалитетна, туку груба пластика, која за разлика од горниот дел кој е гумиран и овој дел кој стимулира еден карбонски отисок, делува малку по-незграпно, но целата конципираност на расположливиот простор во внатрешноста е повеќе од позитивна. Морам да го истакнам и тридимензионалниот iCockpit, кој е одлично остварување во рамките на автомобилската индустрија, а не ми се допаѓа само што е воланот премногу исфрлен и понекогаш дури и пречи на гледањето на инструментаблата. Како што реков, исфрленоста на воланот не ми се допаѓа, но ми се допаѓа што неговата форма е како да е извадена од болид. Но неговите дебели краци ја покриваат во целост ракетата преку која се командува музичкиот систем, но исто така и активниот темпомат. Едноставно треба на памет да ги знаете распоредите на функциите за да можете да го наместите. Инаку морате крајно лево да го, односно на десно да го поместите воланот за да видите која функција е каде. Овој автомобил чини 16.500 евра, што се однесува до изгледот и опременоста чиста десетка, но да видиме како се однесува 1,2 литарскиот мотор во возење, но и потпирањето на 208-ката. Во моторизацијата на Peugeot 208 има 3 бензински и уште 2 дизел мотори. Но еден од најинтересните е оној со средна сила од бензинците. Сите се 3-цилиндерски со работна зафатнина од 1,2 литри, но имаат различна сила од 75, потоа турбашот со 100 и 130 конски сили. Јас сум задуправувач од токму на турбашот од 100 конски сили, кој по моја проценка е еден од најинтересните за македонскиот пазар. Неговата избалансирана цена, потрошувачка, но и перформанса е добра за македонскиот терен. Македонија е држава која има претежно планински предели, па затоа го оценувам овој мотор како посебно добар за нагорнини, бидејќи турбината упомпува доста сила и одличен вртежен момент дава моторот за возење на горнини.
Она што многу ми се допаѓа кај 208-ката е подпирањето. Покрај скулптуралната внатрешност која изгледа раскошно и интересно, подпирањето е она што го дава вистинското чувство за овој автомобил. Пред се, тоа е доволно меко за да стоички помине преку лошите локални патишта, но и е доволно цврсто за да ја издржи сета оптеретеност на суспензијата, односно на подпирањето, кога се вози побрзо во свиоци. Па така, таа синергија која се ствара дава еден извонредно добар резултат. Резултат кој ви пружа удобство во престојот во кабината, но и ги поддржува спортските амбиции на возачот. Кога се форсира моторот се чувствува и типичен звук за трицилиндерска машина. Но модерните трицилиндерски мотори се добри бидејќи имаат и добра перформанса. Помина времето кога за трицилиндерските мотори се збореше дека се само доволни да ја придвижуваат каросеријата и колку толку да бидат економични. Сега имаме одлична перформанса благодарение на турбината, но малку поголема бучавост. Исто така, таа бучавост може да се игнорира, бидејќи перформансата е проследена и со економичност. На изминати повеќе од 400 километри ние забележавме просечна потрошувачка од 6,2 литри, што и не е голема потрошувачка за овој тип на мотор, односно на овој тип на каросерија. Воопшто, 208-ката покажува дека покрај естетиката може да се смета и на економичноста. Она што многу ми се допадна е тридимензионалниот iCockpit, бидејќи со него никогаш нема да ви биде досадно. Покрај можност за менување на графиките и приказот на инструмент таблата, воодушевува и тридимензионалниот отисок што се дава пред возачот. Има некои луѓе кои и тоа ги нервира, па затоа производителот нуди и да се исклучи тридимензионалниот кокпит. Но зошто би го правеле тоа? Добриот амбиент во внатрешноста, проткаен со економичноста, но и опциите за два можни модуси на возење, нормален и економичен, го прават овој автомобил посебен. Работното место на возачот е удобно и добро позиционирано. Има добра прегледност, но јас имам една забелешка што се однесува на изфрленоста на воланот. Тој има добра една педа растојание од инструмент таблата, па затоа и позицијата на возачот седечка е многу изфрлена наназад. Тоа се одразува на удобноста на задната клупа, бидејќи јас кога сум наместен во мојата позиција нема многу доволно простор зад мене. Значи, оној кој би се возил зад мене би можел да издржи само на кратки релации, а на некоја подолга чисто се сомневам. Спортските амбиции се оправдуваат со моторот, кој има мала зафатнина, но сосема доволна сила. Peugeot 208 е мал по димензии, но е голем по неговата идеја. Замислата да се има едно хипстерско возило кое ќе изобилува со извонредно модерни цитати на каросеријата се прикажува во најдобро можно издание. Тоа беше се за денешното издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и следната средба е за 7 дена. До гледање.